Почитувана министерке, на почетокот на дискусијата се јави заменик координаторот Лилјана Затуровска. Ви ја честита од име на пратеничката група наградата. Еве, ако сакате, јас лично ќе ви ја честитам. И тоа е добро што млади луѓе кои што се занимаваат со приватна дејност се наградувани и се согласувам со вас дека на тој начин сте ја представили Република Македонија. Но Република Македонија на денешен ден, почитуван колега Самка Ибраимовски, имаше референдум. Нашите граѓани во Република Македонија многу јасно и гласно кажа: сакаме да се викаме Република Македонија. Тоа што вие против уставно, против сите можни закони и устав и се, ја го сменивте името на државата, тоа е друга приказна, колега Самка, и немојте да ме коригирате, за мене е Република Македонија. Нема потреба да ми довикувате од место дали јас да говорам како што говорите вие. Јас ќе говорам и ќе зборувам исклучиво Република Македонија. За мене референдумското прашање беше сосема нејасно, како и за граѓаните, си кажаа граѓаните. Не сакаме промена на нашето уставно име. Тоа што вие направивте дополнително, а немавте легитимитет да го направите, тоа е друга приказна. Тоа е друга приказна и немојте да мислите дека ќе застане се на ова, на вака. Полека, има време. Вечна е Македонија, пире е македонскиот народ. Никогаш повеќе од место да не си ме прозвал да ја нарекувам мојата држава онака како што јас мислам и граѓаните се изјаснија на 30 септември минатата година. Република Македонија. Точка. Тоа што вие не ги почитувате граѓаните, тоа е друга работа, ама гледаат, слушаат. Што направивте, на сите им е јасно. Да се докажам за министерката. Министерке, тоа што сте добиле награда, го поздравувам и ви честитавме, но требаше да бидете овде за овие 8 дена да видите како се расправа во собрание. Значи вие, знаете што значи министер? Министер значи слуга на народот. Ние сме представници на народот. Ние ве гласаме вас. Ние, пратениците, ве гласаме вас. И уопште не е навреда ако јас кажам, и не само јас, сите мои колеги од опозицијата ве прозиваа овие 8 дена, затоа што наградата ваша лична за вашиот приватен бизнис не им значи како што им значат овие амандмани 300 и нешто на број. Дали се разбираме и дали сум јасна? Значи, вашата награда, уште еднаш ќе кажам, ја почитувам, ја поздравувам и дај Боже во нашата Република Македонија да има така млади луѓе за кои што ќе слушне светот. Но се нафативте да бидете министерка. Се нафативте да браните ребаланс, кој што не го видовте, предпоставувам, а го подпишавте. Јас ова вака најдобронамерно, искрено најдобронамерно, иако нема да ми верувате, најдобронамерно ви го кажувам, дека се фативте на орото со погрешни луѓе. И то многу брзо ќе ви биде јасно и штета е што вака млада, успешна жена, докажана во својот бизнис, ќе изгорат. Како што го изгореа професорот Тевдовски. Тој имаше таков елан, ама се случи тоа што се случи. Еве, јас добронамерно ви кажувам. Буџетот е најважниот документ во државата. Јас знам дека е деловнички заменичката министерка да го брани. Апсолутно ние тоа го знаеме како пратеници и секоја чест за нејзе. Беше тука присутна, даваше образложенија, прифаќаше, не прифаќаше и така натаму. Јас говорам за вас. Ако бевте тука 8 дена, ќе бевте присутни и на други пожолчни расправи. Такво е собранието, почитувана министерка. Не е ова приватна фирма.
Не. Такво е собранието, е такво. Вешка Ласовска, превршувајте, ајде. Значи, јас искрено се надевам дека ќе размислите за останатите амандмани, ќе покажете ваш дигнитет, да прифатите некој амандман на опозицијата, за кој што велиме дека ни е многу значаен, не нам како на опозиција, туку на граѓаните кои што ние ги представуваме, а особено кога говорам за вакви амандмани кои што вие сте ги ветувале. Кога велам вие, не мислам на вас лично, затоа што јас вас во кампања не ве видов, но представувате партија и ве предложи партија Социјалдемократски сојуз. Значи, треба да ги знаете нивните ветувања, односно нивните лаги. Овој амандман овој проект е ветен од градоначалник на Социјалдемократскиот сојуз. И ова се што ви го кажав, се е така. Благодарам. Овде објавам